Почитувани, во Македонија царува основана перцепција за злоупотреба на моќта од политичка функција. Вршењето на јавната функција на политичари, додека истовремено се сопственици или влијателни акционери на компании, остава можност за корупција и влијание на економските текови во државата. Примери за тоа има многу, од тендерите во здравството преку примери со вице-премиерот и случајот Тополки, примерот со фондот за иновации, но најекспонирани се примерите на премиерот Зоран Заев и 12 компании поврзани со неговото семејство. Ке ги прочитам. Фарма Медика, Тргопродукт, Мамас Фуд, Омни Градба, Центрошпет, Тотал Електроник, Еленица, Пеон, Сара Јавор, Тотал Инженеринг, Сара Инженеринг, Дравас Инженеринг, Електроинженеринг. Сите овие компании се на семејството Заеви. Ова се компаниите за кои има огромен број афери. Македонија тресат скандали поврзани со корупција и злоупотреба на моќта, почнувајќи од Струмички Глобал до транспорт, градби, ископи, позајмици до полиња со марихуана. И во нив се споменуваат имињата на семејството на власт. Зоран Заев на свое име нема ниту куќа, ниту автомобил, го нема ниту БМВ моторот од 30.000 евра со кој што шета низ Македонија. Тој е на фирмата Тотал Инженеринг. Заев е предводник на кланот Заеви и е пример за злоупотреба на моќ и позиција на јавни функционери за сопствени бизниси. Од транспортот за рек битола и правење ајвар до ископ на глина преку плантажи за марихуана, фирмите на Заеви испумпуваат државни пари преку рек битола, преку експресниот пат Штип Струмица и другите градилишта финансирани од државата. Ова е само еден пример. Фирма на кланот Заеви доби дозвола за одгледување на медицинска марихуана во Свети Николе. Фирми на Заеви го купија струмичкиот гигант Герас Цунев над 20.000 квадратни метри по цена на една гарсонјера. Фирми на Заеви стекнуваат сопстенички удели во проекти за градба на згради за суми од 40.000 евра, а се вредни десетици пати повеќе. Почитувани, ВМРО ДПМН бара сите политичари кои што вршат јавни функции, доколку се сопственици, косопственици или пак акционери во одредени компании, бараме суштински да ги оттуѓат, бидејќи отвораат можност за корупција и за влијание на одредени економски текови во државата. Почитувани, формалното бришење од собственост или формалното замрзнување на своето делување во компаниите на политичарите кои истовремено се и јавни функционери, како Заев, како Андјушев, отвораат реална можност за злоупотреба на позицијата на моќ. Лидерот на ВМРО ДПМН, професорот Христијан Мицкоски, го оттуѓи уделот и повеќе не е собственик на компанија. Очекуваме Зоран Заев и неговите од Октоподот да го сторат истото. Доколку не го сторат тоа, само ќе ја засилат перцепцијата дека државните функционери, како премиерската, се користат за влијание за зголемување на профитите на семејните компании. Ви благодарам.